Ова е подкастот за секого по нешто на дигиталната редакција сакам да кажам. Јас сум Ване Трајков, а спроти мене Љубица Аврамовска, згрижувач кој што работи повеќе од една деценија и во домот згрижува деца без родители. Аврамовска, добре дојдовте во подкастот на Сакам да кажам и благодарност што се озвавте да разговараме за и околу згрижувачките семејства. Благодарам на поканата. Јас имам многу нешто да кажам. Може слободно да кажам дека се гордеам со тоа што го работам. Тоа е нешто неопишливо, таа е хумана работа. Тоа е работа и живот. Работа од домашни услови, не ми се допаѓа тоа. Работа и живот, мисија. Тоа ме прави среќна и горда. Бројот на децата е голем што е поминат покрај мене под ист кров. Така. Љубица, ние ги зборуваме и колку деца имате згрижено и често пати зборуваме за и во јавност, помеѓу се пишува за згрижувачките семејства, но некако многу не ја знаеме таа не проблематика, но таа хумана мисија која што веќе спомнавте. Како се одлучи Љубица да биде згрижувач? Од каде таа љубов? Како дојде до идејата? Повеќе од една деценија, колку време е? Јас 14 години го работам тоа. Јас од секогаш сум сакала, тоа треба и да го сакаш и да можеш. Значи, како велиме, не може секој да биде лекар, не дека нема петки. Значи, не може тоа да го работи. Тоа треба да го сакаш, да е од внатре. Од секогаш сум ги сакала децата и помладите, што, например, ве сметам и вие, и вас, како дете, и ве гледам така. Секогаш тие помладите, поготово тие немокните, се моја слаба точка. Ако нешто сум сакала да работам, тоа било училиште или градинка. Ама животот ме однесе на друга страна. И сега во моментов кај работите? Како згрижуваш, мислам дека сте во детско село, таму се грижите за еден круг на деца. Да, голем број на дечиња. Тоа ме исполнува, тоа ме прави среќна. Можда физичкиот изглед оддава веќе на моите години, но моето срце и мојата душа се осеќаат млади. Затоа што пред година време чував и бебенце. Можда за некој е непоимливо. Ама никој не може да рече дека јас тоа можам или не можам додека не проба. Јас сум и мајка, имам и биолошки деца две. Кога требаше нив да ги чувам, па требаше и да стварам. Работев приватно, работев многу часови. Тој дел од мојот живот ми е пропуштен. Едноставно им го должам тоа на децата. Ама сум сепак горда мајка, се излезени на прав пат и они се остворени како родители. Сега го гледам благодетот на повеќе детното семејство и како нашите предци, жените биле дома и чувале деца. Тоа е неопишливо. Да. Љубица, велите, јас сум биолошка мајка, на две деца, претпоставам машко и женско. Син и ќерка, кои што веќе се реализирани и се на вистинскиот пат. Но пред 14 години да се вратиме. Да. Претпоставам дека тие сте веќе полнолетни биле тогаш твоите деца. Да. Како се одлучи да да тргнеш по таа мисија? Да згрижиш деца, нови деца, од средина кој што и ти не ја познаваш? Јас средината можда на некој начин ја познавав, затоа што јас го посетував тоа место. И од секогаш сум имала такво нешто. Јас и до ден денес, кога си одам по улица, ако видам дека детенце ќе падне или бара помош, ќе застанам. Значи, тоа преги ви нагласив. Тоа го можеш или не го можеш. Не се работи финансиски, се работи како сакаш и како чувствуваш. А сето тоа, таа работа се наградува. И има многу голем бенефит. Како прво, си вечно млад. Значи, на наша возраст веќе треба да имаш големи деца. Ти си вечно млад, а се уште си ги повторуваш лекциите од прво делење, учиш дечиња да пишуваат, тоа те исполнува, се подсетуваш на некои песнички приказки, редеш лампиони, ја пееш елко порасни 2-3 педи, шо сигурно моите генерација, другарките дома не си ја редат и не си ја пеат песничката. Ама на мене на работното место тоа ме исполнува. Да, живеете со вашата мајка и 4. 4 деца и мојот сопруг. Еде така. Да. Како изгледа тој ден?
Секој ден е различен, но сепак ист. Значи имаме станување и зависи од големината на дечињата во моментот што ги чувам. Во моментот 4 деца имате згрижено и работите со нив на која возраст се? Сега дечињата се од 8 до 12 години. И како изгледа сега тој ден? 7 станувате или колку станувате? Да, јас станувам многу порано, што не е задолжително, ама јас имам така зацртано, си станувам многу порано и првиот час од станувањето си го земам час за мене. Зашто не знам со каква динамика ќе оди денот. Си пијам кафе, си слушам музика, тивко и дечињата почнуваат да стануват, да ги будам. Тие што се прва смена се спремат за училиште, тие што се втора смена остануваат малку до покасно да спијат. Тие одат на училиште, тие ќе станат доручок се спрема, се доручкува, се раскрева. Како и секое домаќинство, се пере, се прави ручек, се оди на пазар, се оди на родителска, на некој детенце запче, ако го боле нешто, некој на вакцина. Буквално се грижите како за вашите биолошки деца. Да. Во слободното време се носат на парк, се носат на кино, на театар, на лизгалиште и така натаму. Молам? Како се викат? Децата како се викат? Ајас, Аликан, Чичек. И тие со нив постојано вака разговарате? Саваш, да. Се дружите? Да. Го имаш ли повишено тоа? Ти си не да те праша? Има потреба некогаш стварно да биде повишен. Сега на таа група во моментот не, а има дечиња кога се во ризик да не падне, да не... ама не пак сепак бираш зборови и начин како да му придеш и да му кажеш. Например, на секое дете не може да и да има потреба, не може да, значи одаме на разни обуки. На секој детенце си е индивидуа само за себе, секој си има различен пристип. Тоа се 4 различни карактери. Да. Тоа се 4 од различни средини доаѓаат. И не може успевали Љубица, бидејќи ова е сега, како да кажам, еден круг со 4 дечиња во моментот, што не значи дека после 2-3 години или претходно биле истите дечиња. Но мене ме интересира, успевате ли да ги синхронизирате, да ги амортизирате, бидејќи ова се дечиња од различни средини, со различни карактери, кои што некој дојде на 2 години... И различни потреби. Ете така. Успевате ли сето тоа да го избалансирате? Тоа мислам дека ми е вишничка на шлагот. Тоа го умеам, не можам да ви опишам како. Дури можам и во суседството да одам и да ги избалансирам нив. И цело друго семејство. Така? Да. Како те викаат? Еве сите што ми ги набројат. Сите дечиња различно. Некој мамо, ама тоа по нивна волја, тетка Бубе, тетка Љубице, а девојчето што го земав најмало до сега што сум го чувала, беше неполна годинка, тоа моја Бубе. Моја Бубе не ја давам и за неја сум моја Бубе и позната сум таму во оградата како моја Бубе. Значи, кога завршувате со тој циклус на згрижување, нели, тоа се веќе растат децата. Растат и контактирате ли? Веќе претпоставам дека има и некои женети, мажени. Имате? Да. Има женети, мажени, веќе сум и баба на премногу внучиња, значи стандард, мојата желба ја продолжуваат, значи имат по 3 дечиња. Контактираме обично на празници, Великден, Божик, доаѓаат на ручек. Значи си ги одржувате овие врски? Да. Кога доаѓам во мојот роден крај, случајно, они не се од тука, не потекнуват, имам и 3 што се мажени веќе во овој град. Во Струмица? Во Струмица. Има деца што не се овде мажени, ама ето случајно овде наште работа. Па работат во Струмица. И така. Значи, контактирате? Да. И ми излегуват во сусрет. Сега ми е многу чудно едно од најмалите, кога седи и нешто нормално, нешто да ме заболи и ќе каже: леле, јас дали ќе бидам голем толку за да можам? Оти сум и крупна. Дали ќе бидам толку голем да ти помогнам кога ќе си многу стара? Па викам, сега сум стара. Не си сега стара. Знаат да ја искажуваат љубовта. Они се едни наивни, невини дечиња.
неискварени. Они се празни листови, ако дојдат помали. Ние си ги пишуваме како и ги трасираме. На што ги учите? Еве вака, не зборам за ова образованието. Да. Кога седнувате, кога разговарате, еве сега со овие 4 деца што се кај вас, на ручек, за што зборувате? Кои оние пораки им ги праќате постојано? Јас, без да се трудам, за да им пратам некоја порака, имам безброј прашања. Значи, сами они ги нафрлуваат прашањата. Дали во тој момент ќе се јава некој од биолошко дете? Или они контактираат со нив и ги доживуваат како браќа и сестри, батко, дотка, така. Дури и моите внуци сакат да бидат во контакт со нив. Ама за разлика од тоа, па и моите така ги доживеуваат. Кога беа моите внучиња мали и кога ќе бев со нив, и они викаат: ајде бабо, оди се те чекат твоите деца. И они така ги доживеуваат како моите деца. Доаѓаат на роден денови нивни, па јас ги носам кај нив и така си контактираме. Да, колку досега деца имате згрижено и изгледано пораснато? Со последните 4 што се кај мене, се 23. Мислам дека пензионирањето би сакала да го заокружам на 25, уште 2 дечиња. Да израд. Да, и сега последните дечиња што доаѓаат кај мене, тоа ми е посебно драго, затоа што се од нашиот крај. Од Струмичкиот? Да, од Струмица или Струмичкиот крај, и да се вратат во Струмица и дури тогаш ќе видат колку има работено со нив и створено, ќе се види мојот труд дека тоа детенце ќе биде на прав пат. Мислам, гарантирам во тоа. Така, рековте контактирате со нив, ги чувствувате како ваши деца. Се чувствуваш ли горда? Да. Кога гледаш дека... Да. Од кога бил мал или мала, па сега... Да, па знаат и многу пати да ме развеселят, и да ме растажат. Еве, сега скоро ми беше роден ден и вечерта точно во 12 часот, значи, е чекало за да помине и ми пиша порака, малку потресна, ама се и радосна и не знам како да ви објаснам. И кога гледам баш од детенце што сум го чувала. После тоа веќе наредниот ден се редија и од моите внуци, биолошки деца и пријателки и роднини се. Првата порака, значи точно во 12. Значи со нетрпение е чекало да дојде датата за да ми честита роден ден. Јас мислам дека тоа кажува многу. Да. Добро, со сите контактираш 20 Со сите. 20, да, во моментов рековте 23 со овие сегашни, но оние што веќе биле кај вас, со сите контактирате? Со сите само не контактирам со биолошките, имам уствари повеќе вратени кај биолошки родители. Се тежне на тоа, нели, за да се опорави семејството и децата да растат со нив. Со 2 затоа што тие се многу мали, ама сепак сме во контакт со таткото, чекаме малку, знаеш, тоа да го пребродат. Сепак се мали да не им праваме стресови. Да. Како би објаснила ти ова професија згрижувач? Рековте, хумана мисија, живот и љубов и помагање. И се на едно место. Па јас тоа би го препорачала на секој кој има услови, кој има една собичка повеќе да зема. Не можеме да се водиме со помислата јас тоа не можам. Јас тоа не можам. Значи, додека не пробаш и не видиш, се нема да можеш. Јас кога тоа можат да се не до мене да се допрашат, можат слободно до моите бивши колешки да се допрашат. Сите вика: леле, како ме доживуваа на друг начин. Нели, дотерана, наштиркана, на работа по цел ден. И вика: ау, како ќе чуваш ти внуци? Викам, доста е, јас давав одговор, доста е јас да работам, ќе им плаќам градинка. Значи, не бех го пробала тоа. Со тоа, што ги чувам децата, видов дека јас знам многу нешто и можам многу нешто. Видов дека можам да спремам храна за многу деца, по 3 пати на ден. Видов дека можам со повеќе квадрати куќа цела да е во ред. Се да биде исперено и испеглено. Децата да одат на училиште. Тоа сама на себе да не го работев, немав да знаев дека го можам и дека го знам. И не знаев дека толку
стрпление имам, а само на тие што се во брак можам да им кажам. Ако згрижат дете, ќе има толку стабилен и цврст брак и толку ќе бидат почитувани, што не можам да им објаснам, само можат да пробат. Независно дали имат биолошки или Независно дали имат биолошки или немат биолошки. Така. Да. Она што, ај малку да го објасниме. Станува збор за деца кои што се без родители, деца кои што немаат услови или пак починале или така и натаму, и тие се згрижуваат, односно се барат згрижувачки семејства. Да. И тоа одат преку центрите како што е СОС детско село и вам веќе доделуваат овие деца да бидат згрижени, така колку што разбирам. Или малку да му го објасниме и тоа до кога трае, до полнолетство на децата и да го објасниме тој процес. Дечињата што одат во згрижувачки семејства или се без родители, или се без родителска грижа, кои социјалните работници го детектираат тоа и децата ги сместуваат во згрижувачки семејства. Сакате подетално за како можеш да станеш згрижувач? Да, и сега како се вика, социјалните работници констатираат дека ова дете е во ризик, во ризик и го дават, односно барат згрижувачко семејство, така. Да, згрижувачко семејство. И еве тоа доаѓа кај Љубица Аврамовска. Вие до кога ќе го гледате и ќе бидете како старата, да не кажам. Не старатели, ние не сме, Центарот за социјална работа си одредува старател. Ние сме само згрижувачи, ние сме родители. Ги подигнуваме, им даваме топол дом, кров. За секое дете мислам дека заслужува да живее сакано, почитувано. Буквално се грижите за него. Да. До кога ќе биде тоа? Тоа кога ќе престане да биде кај вас детето? Да. Кај мене е имало деца до 18 години, е имало и помали. Во зависност, дел од дечињата одат на посвојување, тие што одат на посвојување, вред, се наоѓаат повторно, стабилен и цврст нивни дом, што продолжуваат да си живеат таму, тие си ги прифаќат како нивни родители и така си го продолжуваат животот и си остануваат таму и се материјално обезбедени и се. Додека другите дечиња можат, ние имаме и други форми на згрижување, кога почнуваат за да ги учат на самостален живот. Тоа е едноставно во друга куќа, некако за да биде по прифатено, за да го сватат луѓето како нашите деца, например, од Струмица, кога одат во друг град учат, како и во дом, во интернат. Ама не е така буквално дом и интернат. Тоа е сепак куќа и живеат 2-3 деца, ама имат и возрасен што ги контролира, што им оди на родителска на забар. Ама ги учат децата да бидат сами да си подготвуваат храна, нели сепак имат возрасен, не се оставени така. Значи, ве сваќам како втори родители кои што треба да ги изведат децата на вистинскиот пат. Потоа веќе децата кога стигнуваат до факултет, исто како и нашите деца, например, од провинција што одат на факултет. Му се наоѓа стан, му се плаќа станот, се запишува на факултет, си студира, си завршува. Дете што не студира, го вработуват, му пружат помош. Љубица, го спомнавте посвојувањето. Многумина ќе кажат, згрижувачко семејство е еднакво на посвојување. Има ли разлика овде? Има. Само нема разлика во сакањето и почитувањето едни према други. А во друго има, да. Друг процес е за посвојување, а друг процес е за згрижување. За посвојување си имат тие што се заинтересирани, ќе се јават во Центарот за социјална работа и детално ќе им биде објаснето. А исто и тие што сакат да згрижат, ќе се јават до Центарот за социјална работа или сега имаме отворено канцеларија во Струмица, ќе се јават и ќе добијат дополнителни, детални информации како треба. Што значи, да ставам јас една црта. Да. Згрижувачкото е до моментот кога за детето без родителска грижа не му се најде нов дом, или кога ќе наполни 18 години. А процесот на посвојување е кога ова дете ќе биде постојано со овие родители. Да. Процесот за посвојување е друго, на детето му се менува идентитетот, го зима презимето на луѓето што го зимаат. И така. Што не е тоа случај кај вас згрижувачите? Да.
она што мене ме интересира, кој се може да биде згрижувач? Еве, вие се одлучивте. Вие се одлучивте пред 14 години. Здрав човек може да биде згрижувач. Дури може да биде и самостан родител згрижувач, да згрижи едно дете. И тогаш ќе види колку ќе му биде сменет животот, ќе си има некоја обврска, ќе има некоја цел, ќе биде исполнето. Ама сепак, јас кога разговарам со луѓето, нив ги мачи тоа до 18. До 18. Па сега, ако биде цврст изграден, релација цврста, да, центарот може да му каже, ти си до овде, до 18. А после 18, нели, да, ама ако они се сближени, се почитуваат, се сакат, се разбират, може да продолжи. Никој нема да каже да излезе или да не излезе. Може во секое време да биде детето доживотно тука. Оти тоа си решава само, ќе биде веќе полнолетно. Сите ми го поставуваат тоа прашање и не им е јасно. Да, ако го прашат центарот, ќе добијат одговор дека е до 18. Да. Значи, оно ќе нема такви обврски центарот спрема него и он спрема центарот. Ама после 18 секој сам си решава. Ако детето му е тука убаво и угодно, а и родителите се приврзани со него, може да си остане. Само има ли такви случаи што останале деца кога се згрижиле и останале да живеат заедно, бидејќи е воспоставена на силна врска? Многу ретко, затоа што ено се развива тоа згрижување. Да. Например, кај нас е нешто странно, нешто непознато. Дури сум слушнала и некои неубави, што неубаво ми доаѓа. Ќе гледам. Само нека проба, па ќе видиш што е. Нема со некој што сум зборела да дојде кај мене, да го долови моментот и да нема згрижено дете. Так. Тоа се нема случај. Да, Љубица, на почетокот рековте нема пара кој што може тоа да го надомести. Добивате ли некаков финансиски надоместок за сето тоа што го работите? Па добиваме тоа што тука јадеме, се храниме со децата, спремаме со нив, добиваме они кои имат карти за театар, за кино. Во повеќе општини градоначалниците не дозволуваат да се плаќа градинка за нив. Значи, секоја општина си има плюс некои други бенефиции. Добиваме донации и храна, и облека. Но вие како ќе се пензионирате утре задутре? Од она што сте го работиле претходно во вашиот бизнес или? Да. Значи, ќе чекате на 64 години, ми некој, ако нема работено. Па сега се оди на тоа. И мислам дека во некоја општина, ма не сум сигурна, а веќе знам дека е и предлог дадено, дека тоа од се уште не се препознава. Мислам дека веќе е дадено предлог за 6 или 15, прво беше 6, па сега мислам 15 години, ако згрижуваат деца, ќе има бенефиции, ќе зима старачка пензија, да. Знаете, може би некој нема работено, да, има љубов, има сака деца. Да. И мислам дека се работи на тоа и дека во некоја општина веќе се препознава и за тоа, нели, поентата е за тоа некој што бара работа не може да го препознае и како работа, например како што работи во градинка или било што, во заводот за вработување, да биде промовирано во училиштата. Која е она порака што сакаш да упатиш до сите родители или сите што го гледат овој подкаст, сакам да кажам? Може ли секој да стане згрижувач? Секој психофизички здрав, мислам дека може, што има барем една собичка, што сигурно сите не ги користиме сите соби. Некои ни се само за да ги чистиме. А со тоа ќе придонесеме многу. Радоста и задоволството на детето е толку многу голема. Значи, секое дете сака топлина, па и ние ако сме возрастни, сакаме семејство, сакаме сплотеност, сакаме фамилија. Тоа е една од најблагодарните работи, мислам, што може да се направи. Мислам да има некоја, како да ти кажем, како одскочна даска, да има 5-6 семејства во Струмица, такви, мислам дека бројот брзо ќе почне да се шири. За да ги земат. Ете, например, веќе во Скопје се случува и децата што се земени, јас
ги знам од првиот ден кога се земени и сега после година-две ги гледам, се дојдени до непрепознатливи дечиња. Така, и за крај, што те прави среќна во целиот тој процес, кога овие што биле кај тебе како згрижуваш родител, кога ги гледаш вака и не знам, веќе изградени личности, што те прави на крајот среќна? Ти ќе помагаш, но дали те прави среќна кога ќе го сретнете на улица и кога ќе те прегарне или така? Не знам. Имам повеќе случаеви. Еве сега, например, последниот случај. Детенце што е чувано и веќе 10 години, првите 4 години сум го чувала и веќе е излезено и случајно се шетам со другите дечиња и седеме во кафич. И се порачавме, си пиеме. Арно во тоа време имало смена, да се сменат. И доаѓа да ми наплате, и јас го знам толкова, така беше посичушно. Тоа беше нешто неопишливо, значи, без да размислуваш. И кога отворив за да платам, не ја видов сметката, значи колку можев да фатам толку. А он си е веќе осамостален, зашто не ми се беше јавил дека е вратен, јас знам дека е во Хрватска, а он само таа недела што се вратил и одма на работа. И како беше чувството кај? Неопишливо. И солзи, и радост, и смеа, и се. Дека таа личност која што си ја гледал и хранел и се грижал за него, веќе изградена личност. Да. И само го зима телефон. Сакам тетка Буба да се сликаме. Ајде да се сликаме. Така. Тоа беше Љубица Аврамовска, згрижувача од Струмица, работи во СОС детско село, досега 23 деца, колку што разбрав, а сака да се замине во пензија со 25 згрижени деца. Љубица, јас ти благодарам што беше во подкастот на Сакам да кажам, да објасниме за и околу ова згрижувачко семејство, функционирањето, бидејќи се уште е табу тема и што току почнува да доаѓа на голема врата во нашава земја. А тоа така е, ама не знам зошто не се ослободат, значи преку други луѓе, трети, пети, десети, го наоѓаат мојот број и бараат и јас да им кажам. Значи слободно, нема што да размислуват. Ке добијате одговор, дали овде во канцеларијата да дојдат или да одат во Центарот за социјални работи, ќе добијат и бројот ќе се зголеми. И имат многу подпрашања и многу дилеми, што не е тоа. Значи, они сами си поставуваат и си прават некој вртлук, как би било, шта би било. Не е така. Значи, многу е доставно, многу кратко. Треба да посетат само една прајта обука и да бидат спремни. Так, и да го отворат своето срце за нови деца. Да. Ти благодарам, тоа беше Љубица Аврамовска, згрижувачко семејство кој што рековме го отвори својот дом за деца без родители. Секој добро.